И време е за малку поинакви содржини. Нашиот веќе утрински гостин пристигна и тука е заедно со нашата колешка Ирена. Да се биде со книгата, да се зборува за книгата е вистинска привилегија. Токму таа привилегија ова утро имаме ние, драга Ирена. Поздрав и до нашиот гостин Живко Гроздановски, претседател на Друштвото на писатели на Македонија, и драго ми е што ова утро промотивно ќе говориме за нешто ново и убаво. Добро утро, Суза, до тебе. Добро утро, почитувани. Еве, официјално и добро утро до нашиот гостин Живко Гроздановски, претседател на Друштвото на писателите на Македонија. Ви благодарам што ова утро сте заедно со нас и со нашата публика. Она што е причина за вашето гостување е една телевизиска предпромоција, ако може така да кажам, на оваа книга, Она што се памети живее, никогаш докрај раскажани приказни. Ова е една книга која што е создадена од 21 автор и е во 3 циклуси, како што ми кажавте. Да споменеме само дека промоцијата е утре во 18 часот во просториите на Друштвото на писателите на Македонија. Би сакала, господине Гроздановски, овој разговор да го почнеме токму со оваа книга. Значи со промоцијата и да ни кажете малку што содржи книгата. Добро утро, прво до вас и до сите. Благодарност за гостопримството, за тоа што сум тука. За оваа книга, Она што се памети живее, односно никогаш докрај раскажани приказни, е збирка од 21 расказ, кои што се поделени во 3 циклуси, но за циклусите малку подоцна. Ова се, просто кажано, сеќавања. Наши автори, членови на друштвото, или најчесто, речиси сите членови на друштвото, се сеќаваат на своји претходници, но писатели, поети, автори, книжевници, кои што твореле, живееле заедно со нив, заедно со нас. Значи, целта на книгата е да се чествува споменот на автори, најчесто наши и корифеи на нашата книжевност, на нашата култура, кои што оставиле трага во македонската култура или во најмала рака во животите на нивните сопатници. Значи, се сеќаваме на нашите претходници. Тука има сеќавања што за мене се лично скапоцени на Стале Попов. Значи, имаме расказ од Ѓорги Сталев кој што се сеќава на Стале Попов. Имаме сеќавање на Славко Јаневски од Владо Урошевиќ. Имаме сеќавање на Јадранка Владова од Јелена Лужина. Сега, да не ги набројувам сите се 21 автор, но имаме сеќавање од помлади автори наши, кои што исто така се сеќаваат на професори, кои што писатели, кои што јас сум имал можност да ги запознам. Она што е убаво за оваа книга е тоа што, значи, се создава едно заедништво. Тоа е првото нешто што ми паѓа на памет. Едно заедништво, едно чествување, едно паметење, едно негување на колективната наша меморија преку пишаниот збор. Да. Кажавте дека оваа книга, Она што се памети живее, никогаш докрај раскажани приказни, е книга која што има 3 циклуси. Так. Можеме да ги објасниме сега 3 циклуси. Да. Разказите, кога ги уредувавме заедно со уредничката на книгата, Сузана В. Спасовска, уредувајќи ги книгите, зборувавме како да ги представиме. Решивме дека би било многу поинтересно за читателот ако се условно барем поделени во 3 циклуси. Така има и бројката е многу соодветна, 21 расказ, за да се поделат во 3 циклуси. Да. И првиот циклус е воопшто за книгите, списанијата и печатниците. Околу тоа се раководат, се орбитираат, да речеме, темите на тие први 7 раскази. Потоа се професорите и професорките, затоа што често авторите, писателите биле и професори и нечии професори или наши професори. И третиот циклус е патување. Патувања затоа што и да е мало обично патување како што е до Бит пазар, како што има во еден од расказите, или патување во далечниот исток на планетата Земја,
Тие се пак откриваат една интересна димензија за авторите за кои што се пишува. Секако и за читателот, така. За да. читателот е многу убаво. Во склоп на Друштвото на писатели на Македонија, во изминатава година, покрај промоцијата на оваа книга, вие направивте и промоција на уште 3 книги. Ако може само поблиску до мене, јас би сакала да позборуваме сега малку за оваа книга. Ова е впрочем книга од македонски и од странски автор. И е во двострана, еве вака, и вака ќе свртам да видат гледачите дека книгата е двострана. Не знам дали убаво свртев како се гледа. Да. Вака и вака. Да. Значи од двајца автори, од српска авторка и македонски. Може да кажеме и за накусо за оваа книга. Да, оваа книга е Една книга од двајца автори. Да. Ете така. Оваа книга традиционално се објавува Може да ја ставите така, да. веќе од 96-та година, кога е всушност и востановена наградата книжевен Жезол. Таа награда, значи, востановена речиси 3 децении наназад, од Светлана Христова Јоцич, кога таа била председателка, заедно со други автори. Значи, книжевен Жезол се доделува секоја година на еден домашен и еден странски автор. Лани домашниот автор беше Славе Ѓорѓо Димовски, а странски автор е Радмила Лазич, што беше многу убаво и позитивно така изненадување, затоа што таа е веќе една икона на па може да се рече на балканската, но и на една феминистичка икона со таква жестока, да речеме, лирика. Да. И уште една промоција би сакала да ја споменам, тоа е од Александра Јуруковска. Ткажалки, исто така беше во неодамна нели промоцијата, во издание на Друштвото на писателите на Македонија. Можеме накусо да кажеме и за оваа книга, иако ние информиравме и во нашите вести култура и во утринската програма за оваа промоција, ама еве накусо да се потсетат нашите гледачи. Да. Ткажалки е збирка песни. Тоа е првата книга исто така од циклусот, од едицијата, веќе едицијата може да се рече Даница Ручигај, затоа што наградата Даница Ручигај во изминатите 10-12 години се даваше на ракопис, на необјавена книга. Мислам, се даваше за најдобар, поточно за веќе објавена книга. Но од оваа година со одлука на управниот одбор на Друштвото на писателите се дава на ракопис кој потоа се печати во книга. И затоа многу сме благодарни и за оваа книга. Оваа книга се песни на Александра Јурковска, една топла лирика со истакната така, да речеме интимна димензија, една личностна, една книга за личните, да речеме, личниот пат што го има, што го поминува авторката, исто така го слави меморијата на женската линија, нели, затоа и тоа е ткаењето, па кажувањето, поврзано е во тоа, но има и суптилен ангажман во однос на книжевната сцена, може да се рече. И така, тоа е од овие 3 изданија што се во издание на Друштвото на писателите, тие се од оваа година. Така, сега покрај овие промоции на овие 3 книги, имавте и низ активности во годинава што е веќе полека ја останува позади нас. Би сакала малку да позборуваме и за останатите активности на Друштвото на писатели на Македонија. И овде би ја замолила режијата да ги проследиме и фотографиите, бидејќи имате фотографии, имаме подготвено фотографии и може низ фотографии да се видат вашите активности низ целава година. Си одат веќе фотографиите, а вие кажете ни ги активностите.
Активностите покрај промоцијата што ја правевте на овие 3 книги, со што друго, кои други беа вашите активности? Па еве, моментално оди фотографија од чествувањето на Григор Приличев во Охрид. Значи тоа беше излегување со беседа. Потоа одевме од оваа година, од минатата година поточно, автори од Друштвото на писателите го посетија културниот центар во Истанбул. Значи добитниците на наградите се надеваме дека тоа ќе продолжи да биде како традиција. И оваа година добитниците на наградите, кои што конкурсот, она што е актуелно во друштвото е исто тоа што сега заврши отворениот конкурс на годишните награди на ДПМ. И сега токму денес треба да се бираат жири комисии кои што ќе ги читаат книгите и ќе одлучуваат за наградените. Други активности во друштвото се, еве, имаме и тоа дека друштвото е отворено за соработка и за други институции кои што сакаат да прават настани, промоции во друштвото, значи можат така да го искористат просторот за нивните активности. Еве, тука е ЗПРМ, Здруженијето на преведувачи, а тука е и професорката Радица Никодиновска. Имаме нашите настани се често придружени од настапи. Тука е Добрила Грашевска, изворедната Добрила, кои што заедно со Доријан настапија на доделувањето на наградите лани. Така, тука имаше промоција на книгата на Ирена Павлова Деодорико за Живко Павлов, нашиот афористичар. Имавме промоција на книги од други автори. Од ова. Тука е врачувањето на Даница Ручега, тука се сите автори, врачувањето на наградите лани, на годишните награди. Значи постојано имавме често низа активности низ годината. На прак сме веќе на новата 26-та година. Пред да ми кажете кои се вашите планови за како друштво на писатели, бидејќи ни сте председател на Друштвото на писателите на Македонија, вие сте и самиот писател, пишувате проза, имате до сега десетици книги издадено, меѓутоа сега во последно време пишувате и поезија. Сега, може да ја кажам оваа ваша последна книга, како сепија со мастило, правам место за себе во светот. Еве, ова е ваша книга сега. Точно. Вие сте ќе ни кажете малку повеќе за оваа книга? Беше и оваа во издание на Друштвото на писатели или не? Не, таа е во издание на Булевар Ослободување. Тоа е мојот, како да речам, бренд. Таа книга, како сепија со мастило правам место за себе во светот, е збирка од мои раскази, кои што ги пишував во текот на годините. Изминати можеби 10 години, тоа се автобиографски приказни. Значи мои лични доживеани нешта, моменти кога чувствувам дека влегувам во приказна и викам, ова е приказна, што се случуваат некакви синхроницитети. И така насловот ми е многу важен, како сепија со мастило правам место. Значи првично насловот на книгата беше нашите портрети ги сликаат без нас. Но тој наслов има една суптилна, така да речам, дефетистичка нијанса, како другите кажуваат за нас и што сме ние, што и да правиме, другите одлучуваат и како се до тоа ќе излезе. Но многу ми е драго што го сменив насловот можеби во последен момент и укажува на важност од пишувањето. И тоа е можеби нешто како порака можеби до читателите и до сите гледачи за важноста на пишувањето и дека важно е да се пишува, да се искаже човек. Јас тоа малку го водам тука до екстрема, правам место за себе во светот, но таа е метафората. Сепијата како животно, нели, кога ќе почувствува некаков немир или нешто, кога се нарушува мирот, испушта мастило за да го збуни предаторот или тој што вознемирува, но за да збуни, за да
за да направи малку хаос. Од друга страна, мстилото, кога доаѓа од мене ова, е за да се стават во ред нештата, да им се даде смисла на нештата, и тоа е метафората во суштина. Пишувањето е како начин да направи човек за себе во светот, и во Ке се согласите, господине Гроздановски, со мене дека Македонија има читателска публика, се повеќе и повеќе. Се гледаме ние и на промоции, на книги низ разни настани кои што се случуваат, ги има во последно време, навистина многу се враќа повторно таа читателска култура, да кажам, а посебно ме радува меѓу младите, меѓу младата публика. Би сакала накусо сосема, бидејќи имаме уште една минутка до крај на разговорот, да ни кажете накусо некои од позначајните активности на Друштвото на писатели на Македонија, и би сакала една порака до читателската публика од вас како председател на Друштвото на писатели. За позначајните активности, да направиме резиме, сосема кратко. Значи, во текот на годината позначајните активности, барем за сега, се тоа што во февруари треба да ги обзнаниме на 13 февруари, нели, денот на основањето на друштвото, ги обзнануваме добитниците на годишните награди, кои што кажав сега останува. Конкурсот е веќе затворен. Тоа е во февруари, потоа следна активност се настани во друштвото, но потоа е бирањето на нови добитници на книжевен жезол. Нели, тоа е и празник на липите воопшто фестивалот. Тоа обично е во мај, јуни, нели, во времето на липите. Тие се главните активности, потоа, мислам, на почетокот на годината. Потоа нели, Даница Ручигај, наградата во втората половина. Имаме и други активности, но главно тие се овие наградите. Се организираат исто така и трибини, постои соработка помеѓу авторите. Имавме лани една трибина за авторските права. Лани, мислам, да. Годинава, да, имавме за авторските права на писателите. За тоа е нешто што се уште зборуваме да се продолжи на таа тема. Така, треба да се зборува повеќе за меѓународна соработка, да дојдат тука гости, здруженија на писатели и од странство. Ние да одиме да посетиме здруженија и писатели во странство. Тоа оваа година не се случи, затоа што имавме цело време, нели, активности, тоа бара навреме планирање и договори. Ви благодарам многу за гостувањето. Ке ги проследиме ние низ годината сите ваши активности како телевизија секако. Уште еднаш подсетување до гледачите, утре во 18 часот во Друштвото на писатели на Македонија, промоција на книгата Она што се памети живее, никогаш до крај раскажани приказни. Ви благодарам. Ви благодарам. Јас, за да не се осудувам подосна, кратката порака ја испуштив до гледачите, сосема кратко. Значи, нова година е и се даваат подароци и убаво е да се подари книга на нашите блиски, на нашите пријатели, и тоа е една порака, едно охрабрување да се подари книга и нека биде тоа од македонски автор. Ви благодарам многу.